Почитувани, веќе неколку дена СДСМ молчи. Никој од СДСМ, а ниту Зоран Дамјановски, не излезе пред јавноста да го објасни трагикомичниот скандал со поранешниот директор на ЈП Водовод Куманово. Виктор Божиновски како директор на ЈП Водовод Куманово за храна по ресторани потрошил 6 милиони 30 469 денари или 100.000 евра. Ова незаконско и недомаќинско работење и искористување на парите на кумановчани е само еден од многуте примери за тоа како работат кадрите од раководството на СДСМ. Бидејќи ниту СДСМ, ниту Зоран Дамјановски се уште не излегле пред јавноста и се уште не се изјасниле за овој случај, јасно е дека со своето молчење го потврдуваат овој скандал. За да им биде појасно на граѓаните за сериозноста на случајот, ќе се обидеме да го доближиме до јавноста малку подетално. Божиновски како директор на ЈП Водовод Куманово во периодот од 2010, 2011 и 2012 година не ги наплатувал побарувачките од 5 угостителски објекти во Куманово по основ на потрошена вода, геодезија и извршени проектантски услуги, туку ги компензирал со обемни ручеци и седенки со своите пријатели и соработници. Се прашуваме дали има друг човек во Македонија кој ќе успее за 3 години да потроши 100.000 евра за јадење. Доколку пресметате колку народни пари трошел дневно во работни денови, ќе дојдете до заклучок дека Божиновски дневно за јадење трошел близу 10.000 денари. Секоја чест. Ова не е ништо чудно кога се работи за СДСМ. Имено, дневната кирија што Радмила Шекеринска си ја плаќа сама на себе си, за својот стан изнесува над 10.000 денари. Колку Виктор Божиновски трошел во кафеани, толку Радмила Шекеринска заработува од кирија. Јасно е дека раководството на СДСМ, власта и политиката ја гледа само како начин за лично богатење и задоволување на своите интереси. За каква средна класа не зборува СДСМ, кога секојдневно на виделина излегуваат скандали што го потврдуваат богатењето на луѓето од СДСМ. Наместо СДСМ да ги манипулира граѓаните со кампањи дека ќе враќале пари на граѓани, редно е во општините каде што се на власт да ги користат парите на граѓаните за корисни проекти, а не за ручеци по кафеани. Овие скандали не се ништо ново за СДСМ. Ваквиот начин на работење стана препознатлив бренд на СДСМ. Така работеа додека беа на власт, така работат и кога се во опозиција, така работат и во општините во кои раководат. Ви благодарам.